Со поддршка и во договор со јавното претпријатие за државни патишта, локалната самоуправа на Кочани ја користи асфалтната маса што се гребе од коловозот на обиколницата и со неа се врши тампонирање на дел од неасфалтираните улици во градот и селските населби. Со активноста опфатени се оние сообраќајници што се сметаат за најкритични и за кои досега немало скоро никакви интервенции за подобрување на нивната состојба, истакнаа од секторот за урбанизам на општината. Со репарираната асфалтна маса веќе се тампонирани кракови од улиците Кирил и Методиј, Енгелсова, Солунска, Борис Трајковски и неколку други во градот, како и улици во Оризари и Долни Подлог, а во план е и тампонирање на сообраќајници во Грдовци. Од секторот за урбанизам велат дека на овој начин веќе е подобрен пристапот на дел од улиците во должина од над 5 километри. При тоа нагласија дека не се работи за трајно решение, туку целта е да се искористи асфалтната маса што останува од репарацијата на коловозот на обиколницата околу Кочани. Во наредниот период, овие улици ќе влезат во програмата за изградба и асфалтирање, со што би го добиле стандардното инфраструктурно уредување и асфалтирање. Со оглед што реконструкцијата на обиколницата на Кочани се уште е во тек, се очекува да се добијат дополнителни количини репарирана асфалтна маса, што ќе биде распоредена и на други улици во градот. Тампонирањето се реализира во соработка со урбаните и местните заедници, а граѓаните и сами посочиле кои се најкритичните места што треба да се санираат на овој начин.